Седницата на Косовскиот парламент денеска повторно беше прекината, откако пратеници на движењето Самоопределување фрлија Солзавец. Од Самоопределување соопштија дека притисокот на опозицијата врз владата ќе продолжи се додека властите не се откажат од формирањето на заедница на српски општини и договорот за демаркација на границата со Црна Гора. Во меѓувреме косовската полиција го апси пратеникот на Самоопределување Исмаил Куртеши, кој се наоѓаше во домашен притвор поради фрлање Солзавец во собраницката сала. Неколку стотици припадници на ЛГБТ и заедницата вчера одржаа марш во центарот на Подгорица во рамки на третата парада на гордоста на Црна Гора. Демонстрантите повикаа на нов закон за еднакви права на лицата со поинаква сексуална ориентација. Маршот првично требаше да се одржи во октомври, но беше одложен поради насилните антивладини протести во земјата. Десетици наставнички од пакистанските племенски региони денеска одржаа протест во Пешавар. Тие бараат зголемување на нивните плати и подобрување на нивниот работен однос, кој ќе биде на еднакво ниво со нивните колеги од машки пол. Тие соопштија дека немале покачување на платата со години. Во главниот град на Молдавија, Кишињев, се одржи изложба на некои од најдобрите колекции на традиционални килими. Беа изложени над 150 килими од музеите низ земјата и од приватни колекции. Локалните занаетчии користат методи кои се стари повеќе од 1 век и се обидуваат на овој начин да ги пренесат своите вештини на наредните генерации. Килимите од Молдавија се на листата на УНЕСКО за културното наследство на човештвото.